на наредната тема, мислам околу батеријата дека ги разгледавме сите работи, малце да дискутираме околу валуацијата на Тесла и што мислиш околу full self-driving и да го објаснем уствари зашо Тесла е толку уствари е IT компанија, не е автомобилска компанија. So full self-driving што е да колата да има комплетна автономност, да може да отиде од А до Б без никаква интервенција од човек. Тој има огромен потенцијал. Ако земеме предвид дека најголем дел од колите моментално се и најчесто гледаме дека се вози еден човек во една кола. И тај човек, да речеме од дома, ќе отиде на работа со таа кола. И колата ќе стое 8 сати пред зградата кај што работи или небитно. Ќе стое 8 сата бескорисно. Full self-driving може да користи колата додека некој работи. Додека ти си на работа, full self-driving може да врате, да изиграва такси и ти од тоа да заработуваш. И тогајка колата од трошок станува начин на заработка. Кешфлоу. Океј, ама повеќето луѓе, да речеме, сакат да си имат своја кола, не ќе да ја споделуваат со никој друг. Има си секој своја кола. Ама што ќе се случи со таксистите? Ќе мора да купат Тесли. Ајде им го објаснеме на луѓето како би изгледал роботакси нетворко на Тесла. Буквално сега верувам дека луѓето што гледат подкастот се запознати со апликации како Uber или нешто такво. Или и да не е тоа, да речем има апликација кај што ти сакаш да одеш од А до Б, од немам појма, од Штип Сењак до Штип центар. И внесуваш адресата кај што си и дека сакаш да идеш. Слободна кола, празна, иде, собирате и те носи кај што сакаш. Никој не ја возе, никој не ти прави мабет за времето. И плюс, како додатно на тоа, имаш ентертейнмент тоа. Јас лично сметам дека целата замисла на колите со тие големи екрани, со малку контроли, целата идеја на тоа е да може корисникот да му биде презентирано било шо. Значи, можеш да играеш игри за време на вожњата, можеш да, не знам, слушаш музика, можеш валјда ќе може и по профилу да те знае, ти имаш календар па можеш да си ги местиш, ете некој состанок можеш да поместиш или нешто така. Било што да, има многу можности за што да се користи. Уствари, според моменталните калкулации, кога ќе излезе full self-driving и кога ќе може паралелно чисто да го пуштиш, ово е 10.69.2 бета софтверо, моментално това е последно. Да, пушти чисто позадина да врате, за да може чисто и другите да видат до кое ниво е стигна на автономијата. Тука ово е на YouTube канал што е улезен у тај FSD бета групата и овие луѓе цело време ги тестират овие работи. Значи во се реални луѓе, не се вработени на Тесла, па да мислиме дека некои делови не се стварни, туку ово се реални луѓе што става на навигација кај сака да иде и колата буквално возе таму и истовремено пратејќи ги сите правила, сите
знаци, престројувања, исклучување и уклучување на и од автопат. Застанува на пешаци, ете тука гледаме дека застанува и на семафори. Имаше право таму кај секој не е на црвено поминат. И сето воа го прави самата кола. И многу луѓе ќе речат, па и Темпо има, и тај производител има пратење на линиите. Ама во е многу повеќе од пратење на линиите. Во е буквално колата гледа и знае да возе. Не е тренирана да возе на одреден пат и ако тај пат не е бележан како што треба, да не знае да се снајде. Туку е тренирана како човек што учи да возе. Буквално учи ги правилата и после, знаеш, знае кај сака да оди. Како уствари функционира тоа учење. Значи, и двајцата сме дискутирали, двајцата го следевме Андри Карпати. Да. Андри Карпати беше Head of AI на Тесла и сите големи промени и целиот Artificial Intelligence од Тесла го водеше Андрей и од него може да се види на YouTube доста видеа и научни тези, ама малце у детали да улегнеме, што значи тие моментално 1,2 возила што ги имат со камери низ светот, како функционира целото тоа? Засркна со два вода. Туша на конјот позади ќе ти кацне. Па на кој начин функционира? Колата собира податоци. Моментално сите вештачки интелигенции, дали системи или како да ја кажам, продукти од вештачка интелигенција се створени на начин што му даваме на компјутер, на машината и даваме чеки да го стопира. Па не, може да оставиш да вратат секакви видеа од луѓе што се продолжеток на ваквото. Супер. Да, и сите продукти од тоа се извадени од тоа што на компјутер, на систем, на невронска мрежа или нешто, ќе му се даде огромен број на податоци, материјали од кои може да учи. У случајот со Тесла, тоа се видеа и податоци кога некој забрзува, кога некој коче, кога некој дава жмигавец, кога некој се исклучува, кога некој гледа ретровизорите. Тие сите податоци се собират и се праќат у некој дата центар на Тесла. Од тука Тесла има нивен цел систем за лабелирање на тие работи. Претходно тоа беше рачно, сега више се прави автоматски. Деталите не ги знам за како го прават тоа, али со помош на сите тие податоци, компјутерот или невронската мрежа на Тесла, која што сите коли може да ја добијат, доколку колата го има тај пакет на FSD, она уче од сите. Значи, замисли ти како човек да имаш пристап до 10,000 други луѓе. Очите и сите работи што ги прават, да можеш да ги гледат и да ти стигнуват на тебе сите. Да, кога они притецуват некој. Нели, колку треба некој да возе споро за јас да го претицам, нели, и кога да го претицам. Дали претицувам некој ако некој ми е на некоја дистанца од мене што мислам дека е преблиско или не. И сите такви работи. И сите тие работи знае како да ја најде смислата на тоа. Да, да објаснам малце повеќе, значи од Андре Карпати извадоци, значи она работи у shadow mode. Што значи тоа? Дека ти додека возиш и стандард, она гледа
ти кои работи ги превзимаш, ама она претходно кажува она што би направила. И у случај ти да направиш нешто поразлично од неа, тоа го маркира дека треба да се да го погледне тимо. И автоматски, кога однесеме дома колата на Wi-Fi, се праќат податоците. Кај мене се е случувало по многу трафик да аплодира колата. И автоматски поминува низ Dojo, суперкомпјутерот што го имат направено. Ако автоматски не може да ги лабелира и не знае што се случува, тогава и се праќа на тим што рачно ги прегледуваат работите и стават одредени лабели низ работите што не им се јасни. И сега моментално е веќе стигнана до толку висока фаза што ја мислам дека веќе скоро и подобро од човек возе, ама треба да помине некое време дека сите можни сценарија ќе ги помине и ќе знаат и ќе бидат сигурни они у тоа. Ама целата работа е што пример они сега моментално наплаќат $15,000 ако сакаш да го користиш full self-driving. И нивниот бизнис модел се заснова на тоа да натаму таа цена уште повеќе расте и кога ќе дојде момент дека ќе биде level 5 autonomy, целата цена и целиот профит они би го правиле од софтверот. Не значи тоа дека моментално они не прават голем профит. Според